Германија ги крена рампите и за македонските работници. Од денеска стапува на сила новиот закон за доселување на стручен кадар и за земји кои не се членки на Европската унија. Бизнисмените се свесни дека квалификуваните работници полека си заминуваат од Македонија. Вела дека прават напори за добар дел да ги задржат, но сепак ветената земја како со магне да ги привлекува не само македонците, туку и добар дел на работниците од земјите од Западен Балкан. Најмногу се бараат градежници, молери, електричари, но и медицински персонал. Добрата заработувачка, но и живеачката се главен мотив за работниците. Бизнисмените алармираат дека процесот на купување на билети во еден правец е започнат и државата мора сериозно да поработи на овој проблем ако не сака да остане без стручен кадар. Факт е дека процесот на иселување на кадри од Македонија е започнат и тој трае. Главен мотиватор за некој да остане овдека и да работи се инвестициите. Значи, ако имате проекти, ако нешто тука се ствара и се работи, нормално е дека ќе останат и повеќе работници. Власта е запознаена со процесот на иселување и натаму тврди дека прави напори околу растот на платите за работниците со цел тие да заминат во странство, но реалноста според работниците е тоа што ретко кој земал висока плата. Сите мерки се насочени кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, а со тоа и создавање на амбиент за младите луѓе да може да останат во нашата држава. Не секогаш само економските елементи се важни за младите да останат во државата, но токму затоа вложуваме во се. Од друга страна, бизнисмените тврдат дека за да се задржат младите не се проблем само платите, туку целокупното општествено обкружување. За сега нема точна бројка колку работници би заминале, но газдите се свесни дека одливот ќе биде голем. Со новата регулатива се предвидува процесот на издавање на виза за квалификуван кадар да трае од 4 до 6 недели. Секој кој има договор за работа или понуда ќе добие дозвола за престој на 4 години или онолку колку што трае договорот за работа. Потоа квалификуваните работници може трајно да се населат во државата. Според статистиките, Германија годишно издава до 10.000 визи и дозволи за работа за македонци, иако засега нема точна бројка колку нелегално работат таму. Инаку, освен во Германија, последниве години доста македонци заминуваат на работа и во Хрватска, каде главно се бараат работници од угостителската дејност.